Поплавите кои изминатиот период го зафатија Охридскиот регион предизвикаа некаде помали, но некаде и поголеми штети на земјоделските површини. Преголемото количество на врнежи и влага доведе до појава на болести на родот, а за дел од мештаните тоа е главна екзистенција. Имаме доста оштетени земјоделски површини, посебно пластеничко производство кое се припремало за напрод. Све тоа уништено. А добар дел од селаните гледаат екзистенција преку тоа. И затоа некои останале во селата. А вака, не знам, нема ни соодветен пат, ни канализација. Вака почесто ги погодуваат вакви непогоди. И како ќе ги натерате и младите да останат на село и да се бават со земјоделие. Стојановски од еколошкото друштво Грашница апелира институциите да се ангажираат во текот на целата година, од терен да ја следат состојбата со речните корита. Барем онаму кај што се критични места по речните корита да се процени што може од страна со булдожер да се интервенира, а во летниот период се знае генерално систем. И нормално понатака одржување на речното корито онако како што било пред неколку децени. Човечки фактори, масовната сеча на шумите се едни од главните фактори за поплавите, сметаат екологистите. Инаку последните изливања на реките најголема штета предизвикаа токму во југозападниот регион, а некритично поминаа Кичево и Охрид. Нина Аритоновска, Сител телевизија.